почитувани. Најпрво би сакала да потенцирам дека уште еднаш извештајот може да биде инспиративен за сите оние кои ги бираме овде или ги именуваме, кога ќе поднесуваат извештаи, тоа да го сторат навремено. Ние вообичаено овде ги гледаме извештаите за минатата година, во оваа година, ама ЕУ секогаш ни дава пример. Второ, ме бендиса акцентот на амбасадорот Гир во поглед на локомотивата, како што тој рече, државната и јавна администрација, ама истовремено ме подсети дека оваа локомотива, како да е локомотива на Ориент Експрес, ако имаме во предвид кој ја води и каков е профилот на нашата државна и јавна администрација. Ние, најголемиот дел од огромната државна и јавна администрација, се уште го регрутираме по така наречениот споил систем, по партиски и етнички клуч, со занемарување на стручноста и компетентноста. Јас за администрацијата велам дека е костур на државата и токму во преговорите ќе се види тоа. Нема да го повторувам кажаното, меѓутоа би сакала еве некои акценти и од мене. Прво, јасно е следново дека извештајот има слична структура како и досега и дека внатре се соочуваме со хронични болести. Диагнозата е умерена подготвеност во повеќе кластери, освен во кластерот во поглавието 31, заедничка надворешна безбедносна политика и добро ниво на подготвеност, најмногу се разбира заради солидарноста која што е сосема во ред во поглед на војната, за која никој не очекуваше дека може да се појави. Страшно е тоа. Напредокот е одреден, што е подобро од немаме напредок или ограничен, и одреден доминира во повеќе поглавја. Мене ми е јасно дека пристапниот процес е долг процес, иако во нашиот случај ние се соочивме со еден маратон. Јасно ми е дека европското законодавство е динамична категорија која се адаптира на условите и уште нешто ми е јасно, дека во ЕУ немаше вистинска политичка поддршка за проширувањето. Многу пати сум рекла, уште тврдам дека ЕУ немаше стратегија за Западен Балкан и се уште ја нема. Она што е добро во овој извештај е на некој начин напуштањето на езоповиот јазик. Сега, особено за оваа институција во која што седам јас, вистински формулации се употребуваат, иако се уште доминираат еуфемизми. Зошто е тоа важно? Ако од 2009 година до денеска ги читате сличните формулации, а оценките како да не се на нивото на 2009 година, сериозен проблем имате сами со себе, ама исто така и со политиката на Европската Унија. Ако не го посочите вистинскиот проблем, ако не ја употребите вистинската диагноза и реторика, нема да ги решите проблемите. И мора да ставиме крај на сево ова, зашто иначе зашто би дошло до нова методологија, затоа што старата била несоодветна и затоа што се разбира ЕУ е соочена со внатрешни сериозни проблеми, па ако сакате и во поглед на демократијата. Инаку да добивате 20 на пати препорака, а на крајот иста препорака да се повторува, но на крајот последниот збор на Советот да биде сепак не, најчесто не низ призван на копенхагенските критериуми,
туку низ призма на внатрешниот процес на одлучување, односно заштитата на членките на ЕУ, тогаш е тоа сериозно, за сериозна размисла. Јас нема, значи, да се држам до она што беше кажано, но ќе нотирам некои важни прашања. Прво, се посочија локалните избори. Видете како некој на кој му е професија, како експерт на Обединети нации за избори, да ги цени изборите, потенцирам конкурентни и ефикасно спроведени избори, не значи фер и демократски. Фер и демократски избори ни се потребни нам. Останаа со право препораките на ОПСЕ, ОДИХР и на Венецијанската комисија, и тажно е за мене, како член бивш на Венецијанската комисија, да кажам дека нашиот изборен законник сегашен е полош од оној во 2006 година. Зошто? Зашто се интервенираше во последен момент, во последните 6 месеци, во последната година, и тоа не за да се подобри квалитетот на изборите, туку под партиски притисок. Најважното за мене е собранието. Веќе реков дека е ова, и многу пати сум рекла, воз без возен ред, единствената европска институција во која што нема календар, па во моментов се одвива расправа во уште 2 комисии, битката е со законите на Њутон, а денеска за утре се закажани 4 комисии. А како да го планирам јас времето? Како да придонесам за интересите на граѓаните? Не сум џубокс. Значи, што е по мене најважно? Прво, скратената постапка, повторно езоповски, се вели дека не е во ред, ама јас ќе ви кажам. Скратена постапка значи ексклузивност, а не инклузивност. Скратена постапка значи донесување на законот за 3 дена. Скратена постапка значи исклучување на експертската, на стручната јавност, на граѓанскиот сектор. Скратена постапка значи дека нема 3 читања. Скратена постапка значи дека една комисија станува сенадлежна комисија, тоа е Комисијата за европски прашања. Многу ми е жал, ама јас знам што е надлежноста на комисиите за европски прашања. Никаде одговорно тврдам, не може Комисија за европски прашања да биде сематична комисија, омнибус комисија. Таа ја гледа усогласеноста со акито и го праќа законот во матичната комисија. Не може да биде некој матичен, замислете, и за образование, и за здравство, и за социјална заштита, и за екологија. Не. Тогаш под значи под овој плашт на надлежност, сушност, што се кријат? Се кријат колективни и лични интереси кои треба без надвор од очите на јавноста да се протуркаат. Мораме да ставиме крај на тоа. Понатаму, кога велам за комисијата, кога велам за работата во парламентот, еве да посочам и нешто. Велите дека филибастерингот е... Да, филибастерингот ја одолговлекува постапката точно, ама во овој извештај има нешто што треба да се потенцира уште еднаш. Се вели дека стручноста и компетентноста се најважните институции. Затоа јас нешто ќе кажам. Не се согласувам со тезата дека продолжува да се остварува концептот едно општество за сите. Извинете, едно општество за сите е граѓанско општество. Едно општество за сите е општество по мерка на индивидуите. Не може да биде едно општество за сите општество во кое има конкурс, каде што покрај општите услови пишува дека конкурсот е за еден албанец или еден турчин или еден влав. Молам, што станува со членот 9, дека сите граѓани се еднакви. Значи во едно општество за сите, сите ќе се јават на конкурсот, а ќе биде одбран оној кој што покрај стручноста и компетентноста е подпредставен. Тоа не е така.
Се споменува во извештајот исто така развојот на граѓанското општество, точно, меѓутоа, денеска морам да потенцирам дека граѓанското општество го бојкотира советот во владата. Зошто? Заради тоа што одеднаш средствата од Министерството за правда со буџетот се лоцираа во едно чудно министерство какво што не познавам, иако предавам уставно право и политички систем, Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците, кои средствата ги додели на една институција и се разбира, без пари не може светот да се врти. Значи, и тоа е проблемот. Надзорот беше споменат. Ве молам, може ли надзор еднаш месечно, ја велам на Свети четврток, кога ние поставуваме пратенички прашања, а не секоја, не велам како во Британија секој ден, ама не барем еднаш неделно. Понатаму, знаете како, пратеничките прашања се трансформираат во министерски прашања. Ако ми покажете држава во која министрите во фаза на пратенички прашања им држат лекции на пратениците, јас ќе го фрлам докторатот и титулата. Значи, да не говорам, сега има една одлична мерка која се вика измислена на одговори на писмени прашања, па половината од единствениот ден до 18 часот се занимаваат со одговорите на прашањата, а тие се разбира дека ќе бидат одговори на соодветните прашања. Беа споменати веќе интерпелациите, невиден феномен, да заврши интерпелација во ФИОКа, не сум прочитала никаде. Процесот Жан Моне, да, јас во една прилика гневна реков дека се трансформира во процес Жан-Клод Ван Дам, но што мислам дека е најважно? Најважно е во овој процес да се внесе една друга димензија, јас ја велам Симон Вейл димензија, со право, родовата еднаквост, и ме чуди како во овој извештај нема никаде една напомена дека заедно со ОПСЕ, ОДХР, па дури и председателот се појави, што беше невообичаено, ги договоривме измените на деловникот низ родова димензија, оти жена нема подпредседателка во ова собрание, владата од 20 и колку министри, 4 жени се, тоа покажува колку се вредни, повеќе вредат од 18 министри, предпоставувам, меѓутоа, видете, ако најважната институција во пореметената рамнотежа на власта е владата, тогаш таму е моќта. И затоа мене ме чуди, не знам, табу тема, се уште немаме ние некои случаи на политичко насилство, а се разбира мора да ги има. Она што исто така е забелешка моја на извештајот е, кога се говори за судството, треба да се каже дека паѓа довербата во судството, замислете, на 8%, и извонредно е тоа што амбасадорот Гир го презентирал извештајот пред Врховниот суд. Тоа е одличен потек. Сакам да кажам дека чудно е кога во извештајот ние се уште ги гледаме делата врзани за 27 и покрај тоа што имаше пресуди во Грчкиот суд, во Шведскиот суд, ама нема ни еден збор за СЈО, за Катица Јанева, за Зекири, за Рашковски, за акцијата на ЕНА, за 215 пасоши, најголемите светски криминалци и така натака. Тоа е она што мене ме загрижува и мислам дека треба да се појави. Се споменува Венецијанската комисија, да, но не се кажува дека во ова собрание не дојде ниту една одлука за вонредна состојба, не дојде ниту една уредба со законска сила, а Венецијанската комисија тоа го сугерира во извештајот за законот за вонредна состојба. Значи, она што исто така мислам дека е важно, кога реков зошто треба да имаме календар, е што? Не можете вие, ако не сте го нотирале на изборите и во програмата,
одеднаш да осамнете овде со различни предлози на закони, така адхок стокмени. Не, немате легитимитет. Јас денеска нема да дискутирам за уставните измени од проста причина што ниту во договорот од 2017 година со Бугарија е спомената оваа уставна измена, многу чудно. Меѓутоа, исто така, ниту на изборите некој спомена дека ќе менува устав. Па знаете како? Шведска и Данска одлично велат дека ако сакате да смените устав, треба да го прашате граѓаните дали се за тоа. Па велат прво избори, нотирајте го тоа, па потоа, значи, постапувајте. Се споменува вака Езоповски продолжи спроведувањето на Охридскиот рамковен договор. Не можам да не кажам дека така наречената правична и соодветна застапеност во праксата се трансформира многу често во неправична и несоодветна застапеност. А не смее да биде така. Зошто? Бидејќи во рамковниот договор убаво си пишува покрај стручноста и компетентноста дека треба со право да се води сметка и за етничката припадност, бидејќи ако не сте интегрирани, нема да можете, значи, да го чувствувате општеството како свое. Меѓутоа, да го оставите вработувањето во рацете на лидерите на партиите и на политичарите, мислам дека ниту е правична, ниту е соодветна. Се споменуваат многу приеми, еве тука законот за академија, па јас да кажам, дали е во ред првите 100 од кандидатите, иако се со највисок успех, да не можат да влезат, а оние од дното да влезат по принципот на правична и соодветна застапеност. Повторувам, само ако се кандидатите изедначени во критериумите на стручност и компетентност, подпредставеноста треба да биде многу важна. Инаку, најдобрите ќе си заменат. Ние им даваме, европјаните, американците во оваа држава, ги отстапуваме. Па кој ќе ја крене тогаш од пепел оваа држава? Одговорно тврдам дека дури при изборот на уставни суди нам ни се случува лаицизација, нам ни се случува, да не бидам груба, анафалбетизам, бидејќи наместо круна во кариерата, тамо се бираат луѓе врз основа на договорот во коалицијата 9 години. Знаете ли што значи? Ние немаме всушност уставен суд. Зошто? Бидејќи меморијата институционална на добрите состави беше уништена со партизацијата и политизацијата. И сега не само тоа, туку нема што да остават. Многу постапки не беа покренати пред Уставниот суд. Зошто? Заради тоа што се партиски тие членови. Значи, искрено, јас не ги гледам плодовите на она што се нарекува сеопфатна реформа. Овде со право се потенцира исто така нешто што е за нас важно, статусот на разузнавачките служби, меѓутоа, само еден податок. Интересна работа, првиот човек на разузнавач ќе биде амбасадор. Извинете, јас имам голема дилема со ваквиот начин на регрутирање, а контролата овде во ова тело речи си е никаква. Зошто? Замислете, и овдешните членови и судиите не можат да добијат безбедносен сертификат, ама затоа господици од 28 години за неколку сати добиваат безбедносен сертификат, именуваат по неколку работни места. Колешка Силјанов, завршувам. Можете да заокружите. Готово. Да, завршувам. Бидејќи сме го пречекориле времето доста. Благодарам што ме предупредивте. Значи, ја поздравувам благата промена на езоповиот јазик. Мора да се именуваат работите такви какви што се, ако сакаме да се справиме со нив. Владата мора во парламентот
во поделбата на власта да гледа некој што ги представува граѓаните, треба да престане скратената постапка на еден чуден начин, треба овде, тоа ми е последната реченица, дури во отсуство на, да речеме, закон за уставен суд, или дури во отсуство на закони за избори на други функционери, барем јавноста да ја вратиме. Нема проблем овде да формираме наместо фамозната комисија за избори и именувања остаток од комунизмот, комисии на широка основа, со CV-ја, со public hearing, со овде одговори на прашањето, за на правите места да дојдат правите луѓе. Нив не смееме да ги изгубиме. Нашето образование во моментов, 24 правни факултети има во оваа држава. Повеќе од што во Британија, најголемиот дел од нив, извинете се, фабрики за хартија, за дипломи, а не за знаење. Па ако може и во професурата да имаме ние партиски критериуми и лажни дипломи, а велат, ако сакаш да уништите една земја, тогаш уништи и го образованието. Оттамо треба да почнеме во реформите. Благодарам. Фалим. Благодарам, госпоѓа Јосилјана